Она што можеме да го направиме е да поднесеме барање, затоа што законски пречки за такво спојување нема. Дури и законските одредби за кои се повикуваме укажуваат на тоа дека без оглед за кое кривично дело, доколку има лишување од слобода за било кое кривично дело, судот треба да ги засмета. Никаде не е определено ниту дека од разни предмети може да се спојува, но исто така никаде не е забрането тоа да се чини. Ако се толкуваат законските одредби онака како што во нив е наведено, таква законска можност постои, со што ќе се обратиме до судот, затоа што ако веќе има издржано 4 години и 6 месеци точно до овој момент, што е за 1 година повеќе од она што е актуелно правосилна казна во овој момент со вчера објавената пресуда, која што само на порталот ја имаме видено, сметам дека има можност и основа да биде засметани овие дел од овие 4 години и 6 месеци во оваа казна, а доколку има друга казна да од преостанатата година дена или ако постои понатаму притвор или куќен притвор да истиот биде засметан во други предмети доколку настапи некоја осуда. Дали ја прочитавте пресудата, кажавте само дека јавно имате видено тоа што е објавено на сајтот? Ја немам прочитано затоа што ја немам добиено, имам прочитано диспозитивот само од она што е објавено на страната на апелациониот суд, кај што само можев да видам дека во однос на едно кривично дело се утврдува застареност на гонењето и по тој основ се намалува казната. Како коментирате тоа што само вашиот клиент доби затворска казна, односно само Милијана Киевски, другите доби условни казни, сите желители? А некој од нив се второ, трето осумничено пред Милијана Киевски? Не би го коментирал тој дел, јас повеќе би коментирал дека таа пресуда имаше толку суштествени повреди. Нема идентитет помеѓу она што е на записникот кога е признаена вината. Признавањето на вина оди по обвинителен акт кој што воопшто не стои во тој записник и не се однесува на овој предмет. Воведот на тој записник е во однос на трет предмет. Самата пресуда воопшто нема кој обвинет за кое дело признал вина. Тоа се, мислам, суштествени елементи и реално, искрено очекував дека оваа пресуда не може да помине, но очигледно пресијата на судството и понатаму продолжува. Стравот од сите внатрешни и надворешни фактори сметам дека доведува до тоа да се потпаѓа под влијание, да пресуди кои што во нормални услови не би смееле да опстанат се потврдуваат.